Почитуван колега, добро е што извадивте оваа дилема. Ете кога ќе ги покачиме платите во МВР, овој исечок од видеото јас ќе го исечам, каде што вие не верувате, па ќе направиме една споредба за тоа како Оливер Спасовски верува или не верува и тоа што е реалност. За Бехтел и Јенка кратко ќе ви кажам, се уште го имаме истото мислење. Истото мислење го имаме. Не двоиме ништо од тоа што сме го кажале тогаш. Знаете зашто? Бидејќи имавме упат во систем. Ние тогаш велевме, треба да биде министерот за транспорт одговорен, вие направевте управувачки комитет на кој што беше одговорен капитенот на фудбалскиот тим кој што играше фудбал, и ете тука е министерот за транспорт, одговорете на следното прашање. Дали е вистина или не дека цел департмент од јавното претпријатие за државни патишта си го пресели кај негово министерството и зошто? Ние имавме проблем заради тоа што тој лопов си ги договори подизведувачите и сакаа да го испокрадат народот. Отидовме ние во Вашингтон, ги молевме луѓето, ете успеавме и одговорете ми на следното прашање. Ако има ставки во буџетот за да ги сплатиме Бехтел и Јенка, дали има ставки за казните кои што требаше да ги платиме, а кои што се калкулирани во договорот? Не. Знаете зашто е тоа така? Затоа што некој отиде во Вашингтон да ги моли да не наплаќаат казни, а вие кои што го имате видено договорот, бидејќи не го имаме видено ние, кажете дали сум во право или лажам. Мислам дека тоа е едноставно. И имавме еден избор. Ако го раскиневме договорот, вие кои што го имате видено договорот, бидејќи ја не сум го видел, вие бевте член на влада, вие го знаете, колку ќе требаше да платиме по основ на арбитража. Ќе требаше да им ги дадеме парите кои што сме им ги фрле, 347 милиони долари, и плюс тие кои што ќе ги изгубевме на арбитража. И ние одлучивме да го продолжиме проектот и да оставиме барем неколку автопати за граѓаните. И да се договориме со нив, да ги оптимизираме институциите и да не ни наплаќаат пенали. Направивме државнички чекор. Што е моето размислување, тоа е мој проблем. Дали тој договор треба да се почитува за да не плаќаат граѓаните? Да, треба да се почитува. Од аспект на комисијата, ќе ви кажам една работа. Точно е вашето тврдење дека ние ја намаливме и со тој начин ги намаливме функционерите, но ние тие две институции ги споивме заедно. И вие која гледате ставката на плати, вие ги гледате одделните ставки на плати на две институции одделно кои што сега се спојуваат во една. А точно е дека во секоја институција има покачување во ставката плати, и тука се согласувам со вас, и тоа е така, заради тоа што имаме намера од наредната година да ги покачиме платите на целата државна управа. Како што ќе земат повисоки плати полицајците, ќе земат и здравствените работници, и образовните работници, и вработените во државната управа. И еден чекор понатака, ве молам, вие сте биле премиер, најдобро знаете дека не може да нема пари за минимална плата кога е тоа внесено во закон. Сте били и министер. Како е можно вие кога сте носеле буџет, кога сте биле министер, да не вкалкулирате пари за минимална плата и тогаш кога сте биле обврзани по закон? Не е сериозно тоа тврдење. Благодарам.